нашата главна точка ќе биде економскиот развој Република Македонија. Нема се занимаваме со разни споменици, барокно-рокококни изданија на Скопје, врби и така натаму. Ќе правиме суштествени објекти кои ќе имаат улога за развојот на спортот, на младите, на образованието, а на некој начин ќе даде подем во економскиот развој. Во моментот локалната самоуправа Куманово има 2-3 капитални инвестиции и над 38 инфраструктурни проекти. Денеска сме тука, овој спортски објект е инвестиран од локалната самоуправа, еден прекрасен спортско рекреативна сала во училиштето Христијан Тодорски Карпуш, каде ќе ги обслужи учениците, тренижни процеси на спортски наши екипи, рекреативен спорт за сите граѓани од овој дел на градот, бидејќи населбата Перо Чичо е една од најголемите населби и има видно значење во животот на Куманово. Овој спортски објект чини негде околу 34 милиони, значи цела тендерска постапка, до завршување со сите справи за тренажен процес внатре. Базентот затворен и отворен, кој го инвестираме, чини 200 милиони денари и тој е еден од најбавите спортски објекти. Направиме најбав атлетски полигон, направиме 2 овакви сали и за 10 денот почнуваме третата спортска сала. Тоа е начинот на кој суштествено правиме објекти, а економски даваме шанса да луѓето се запослат и работат. Не се запослуваат преко правење на бронзени фигури, се запослуваат преко вакви објекти, а на некој начин символично помагаме во економскиот развој. Ќе се трудиме за нашата програма во наредниот изборен циклус да покажеме дека сме загрижени за економијата, ќе направиме што повеќе во економската програма да се справиме со невработеноста, бедата и сиромаштијата. Во голем број на места каде што разговаравме со граѓаните за проблемите кои што ги мачат. Денеска преминуваме овдека во урбаниот дел на Куманово, откако ја преспавме ноќта кај нашите домаќини во сите различни села кои што се дел од општината Куманово, и сакам и во мое име да се заблагодарам на сите тие семејства кои не само што одамна кренаа рака и кренаа глас, туку навистина и ги отворија нивните домови и не пречекаа навистина на најдобар можен кумановски начин. На овие средби кои што ги имавме со граѓаните, градоначалникот спомена дека се сретнавме со голем број на граѓани на општина Куманово и Старо Нагоричане. На тие средби не моравме многу да говориме. Повеќе слушавме. Граѓаните немаа потреба да чујат колку оваа власт е лоша. Тие сами зборуваа за лошите резултати од оваа погубна политика. Чувме за земјоделци, чувме од земјоделци кои никако да дојдат до субвенции, веќе се откажале да ги бараат. Чувме од работници и млади кои никако да дојдат до работни места. Чувме за многу луѓе кои што денеска живеат полошо, посиромашно и поуплашено отколку било кога во својот живот. Чувме од родители и баби и дедовци како се плашат колкав долг им оставаме на нивните деца и нивните внуци. Очигледно е дека постои огромно незадоволство од расипништвото и корупцијата на власта. Власта се сети на тажните врби, кои ги плаќа скапо, а ги заборави на тажните луѓе, кои што денеска живеат сиромашно заради нивната лоша политика. Ова денеска што го гледаме е уште еден пример зошто СДСМ ќе победи во Куманово. Наместо да трошиме пари на жални врби, трошиме пари на следни генерации кои што ќе живеат подобро во оваа општина. Ќе продолжиме со акцијата Крени го гласот. Денеска ги поканувам сите граѓани на Куманово во 20 часот да ни се придружат на централниот плоштад во Куманово, да покажат дека стравот веќе не живее не само во Куманово, туку и во Македонија. Стравот замина, а на заминување и оваа лоша власт. Ќе му дадеме на овој протестен собир и промотивна нишка, бидејќи ќе дадеме својата поддршка на нашиот кандидат за градоначалник и сегашен градоначалник на општина Куманово, Зоран Дамјановски Циц, и ви благодарам што сите ќе ни се приклучите. Благодарам.